Многу сум среќен што пред 8 години одлучив да му посветам внимание на овој бизнис, бидејќи еве сега било која економска промена што се случува, не само што не ни влијае, туку многу често и ни представува нов квантен скок. Зошто? Затоа што во моментот сега некои индустрии паѓат, некои индустрии растат. Не знам, глупав пример ќе дам, индустријата на маски и на тоалет хартија расте. Меѓутоа, рестораните, хотелите во моментот се целосно долу. Но тоа што е интересно, без оглед која индустрија одат горе-долу, кеш флоуто постојано се врти, шопинг мора да има и парите постојано се вртат. Ако ги сватите парите како вода, ние сега секогаш постојано со тоа што трошиме за се и се што, прскаме пари хаотично на сите страни. Што прави нашиот бизнис? Што прави Lyconet бизнисот? Го пренасочува тој тек, тоа течение кое што се случува хаотично од фирми на фирми, од луѓе на фирми, од не знам, луѓе на банки, што и да е, како и да е, и од тој целиот кеш флоу, кога ќе пренасочиме кај наши трговски партнери, бидејќи кај нив прометот расте од нови и лојални купувачи, дел од тој промет тие на нас го враќаат директно во нашите банкарски трансакциски сметки и автоматски на тоа се плаќа данок. Убавата вест е што тоа не е локален бизнис, убавата вест е што функционираме во 49 земји во моментот. Во јули влегува Русија, 50 земји, и тоа не било кое. Значи Русија, не знам, ако не се лажам, над 100 милиони жители се, не знам колку има Русија, од територија да не зборам. И сега ние имаме можност и од дома, еве со вакви Zoom вебинари, со Webinar World, со Invite, со алатките што ни се нудат, имаме можност да покануваме и луѓе наместо ние покомпетентни и порелевантни од нас да го објаснуваат бизнисот, тие луѓе да влезат во нашата мрежа и таму да се развива таа мрежа и тоа насочување кај тамошните трговски партнери и од тој бруто обрт постојано добиваме провизии. И сега, во такви услови, кога многу луѓе се успаничени, мислам дека е момент да им помогнеме. Зошто? Затоа што некој на нас ни помогнал. Некој на нас на време, пред време, не качил во Ноевиот чамец. Но Ноевиот чамец се уште не е испловил. Не времето дојде, но се уште не е дојдена катастрофата. Пред да се случи тоа, јас ви сугерирам да го погледнете елитниот клуб и да погледнете преку елитниот клуб Blocktrade што нуди, затоа што мислам дека тоа комплетно доаѓа како подготовка за новиот свет. Како да сме знаели. И сега ќе видите, ќе се обидам тоа убаво да го објаснам, онолку колку што знам и умеам, и тоа што потенцирам, ова нема врска со короната, датумот се останува октомври-ноември, стартување на берза на Blocktrade. Зошто нема врска со короната? Затоа што шопингот секако се одвива, и сега шопингот се одвива и онлайн, а нашиот Blocktrade е менувачница и онлайн и офлайн, и е врзана за сите светски берзи. Тие некој од вас, еве Иванчо, сам си спомна, кога направи кариера 6, ти беше во Мајерхофен и го слушна Хуберт како секој ден својата презентација ја стартуваше и ја завршуваше со следното. Ние не сме офлайн бизнис, ние сме онлайн бизнис кој што патем некаде има развиено и мрежи офлайн, како например во Битола, во Скопје и така натаму. Но базично ние сме онлайн бизнис. И тоа го зборуваше сега во јануари. Сега ќе видите што ние спремаме за воиднина и ќе видите дека секој од нас кој што е премиум Lyconet маркетер, а јас имам информација дека сите вие што сте овде вклучени, 87 души, сте премиум Lyconet маркетери, кои што сте заинтересирани да чуете што нуди елитниот клуб и Blocktrade. Па и да почнеме. Ова наша стратегија, од секојаш Хуберт бил визионер, јас од секојаш сум се воодушевувал, компанијата постои 17 години, и тоа што мене ме фасцинира кај Хуберт е визијата. Тие што ми ја прочитавте книгата и кога алудирам на Тадж Махал, всушност Хуберт е оној, Хуберт е принцот Јахан во мојата алегорија, кој што го осмислил Тадж Махал. А ние сме тие кои што го сработуваме. И ако на таа визија ти умееш да го изградиш проектот, вечно од која ќе се изгради ти ќе профитираш од тоа. Зошто? Затоа што милиарди луѓе ќе уживаат во убавината на тој проект. Значи Хуберт е визионерот, ние сме оние што го градиме и од кога ќе се изгради, милиарди луѓе ќе ја ползуваат убавината од тој проект. Еве го Тадж Махал веќе 400-500 години цела планета ужива, го прогласија за едно од целите светски чуда. Овој проект е првото светско економско чудо. Зошто?
Тие што се во Лајконет веќе сваќаат, меѓутоа и сега одиме малце понатаму, да видиме што ќе направиме со елитниот клуб, а преку елитниот клуб и со блок трейд. Стратегијата ја започнавме во септември 2019 година. Значи пред неколку месеци. Знаете нели дека тогаш прв пат се обзнане тој проект, а веќе во октомври ние имавме можност да ни го презентират во детали. Во ноември, од ноември месец, имавме можност и да се позиционираме. Првата етапа, првото лансирање на тој проект беше ноември 2019 до февруари 2020 година. И во таа прва етапа се вклучија кои? Па најхрабрите. Се вклучија оние кои што само на визија, на идеја, но и на доверба на претходните проекти на Хуберт Фрајдл, веднаш влегоа. Не знам колку од вас, од овие 87 души, 89 веќе, сте веќе влезени, ама јас ке зборам за себе. Јас во овој проект влегов уште во ноември all in. Што значи тоа all in, ќе објаснам. И зошто влегов? Затоа што секојаш колку порано сте влезени во бизнисот My World, во било кој негов сегмент, во било кој негов проект, и колку по масовно, значи порано и масовно сте влезени, толку поголеми бенефиции. Тоа стручно во бизнисите, широм светот се вика timing and positioning. Значи, треба да се одбере вистинскиот тајминг и да се позиционирате на вистинското место. Убава алузија ви е аудирањето со Ноевиот чамец. Значи, на време и да се позиционираш внатре, а не надворот. И многу луѓе кога го градел Ноев чамецот, му се смееле, го правеле не токму. Секоја голема идеја на почетокот се исмева. Потоа се негира и на крај се прифаќа како стандард. Но кога го градел чамецот на планина, му се смееле, му го праќале на диагноза, на психијатар. Потоа, кога почнал дождот, почнале да го негират, во смисол добро да врне, ама не може да изврне да фати поплава до планината горе кај што го гради. На крај се прифатило како стандард, само тој што бил внатре, само тој преживел. И сега ќе зборуваме за економскиот Ноев чамец и самите ќе се уверите дека знаеме што збориме. Не само затоа што 17 години веќе знаеме што правиме, не само затоа што на вистина покажува резултати. Еве Иванчо убаво си каже, ако е уште онлайн, мислам дека е, ќе го прашам само дали било кога во животот Иванчо верувал дека ќе си лета со свој приватен авион. Те молам само на кратко одговори ми на тоа. Немав ни на крај памет. Мислев дека тоа само на телевизија ќе го гледам или кој ќе одиме некојаш кој ќе летаме со Wizz Air, одголе ќе сликаме тие што летат со таков авион. И сега еве ти се случи, леташе. Како се чувствуваше? Не можев да го објаснам. Тоа е исто. Јас свакак му го кажав дома. Ако јас сакам некоја девојка и да ти речам сака и ти така како јас ќе ја сакам. Тоа е емоција, треба да се доживи. Живее, така е. Зошто те прашав, извини вака што те умешав и тебе, зошто те прашав? За да кажеме дека ние тоа што го збориме веќе го правиме. За да ја почувствувате и осетите и видите нашата релевантност. Значи не кажуваме, не предпоставуваме, туку ние веќе функционираме на тој начин. Сега, значи во тој прв проект ноември, февруари кој што заврши, нели? Влегува така наречените early birds и ние добивме едно прекрасно изненадување во февруари 2020 година, но убавината е што сега тие што ќе влезат овде условно, не фаќа да збор, не сум сигурен дали е до крај на мај или до крај на јули, можеби до крај на јуни, ама вие планирајте се до крај на мај, во текот на мај ќе ви потврдам, нели? Имате можност сега и вие да добиете такво. Не имате туку секој што ќе влезе до тогаш, има можност да добие исто такво, исто толку интересно финансиско изненадување. Потоа во февруари фати новиот проект. Во јуни на нас ни е се уште планиран Гелзенкирхен, големиот настан, кој што гледате овде јуни 2020 година, а втората фаза на овој проект продолжува од февруари до октомври. Сега чув дека Ангела Меркел во Германија забранила секакви спортски настани и јавни собирања до 31 август 2020. Доколку е тоа точно, најверојатно нашиот проект ќе се одложи после 31 август и кога јас би бил Хуберт Фрајдл и би го направил тоа и би го споил заедно со обзнанувањето на настан во Гелзенкирхен, нашето објавување на
блок трейд и појавувањето на берза на токените. И мислам дека Господ работи баш на наша полза со ова што се случи со короната, бидејќи било фантастично ако во Гелзенкирхен пред 65.000 луѓе Арнолд Шварценегер, Тони Робинс, Ерик Вор и Хуберт Фрајдел на цела планета во живо на лайв стриминг на Лајконет ТВ го обзнанат нашето објавување и стартување на токените на берза. Тука ајде да одиме чекор по чекор. Значи ова е планот што го гледате на мониторот тука кај вас. Не ме прашав, се гледа ова што го зборам, нели? Иванчо? Гледа, да, се гледа. Добро, да, оти не ме прашав. И сега, ние сме веќе во средината на втора фаза. Гледате април, мај, на крајот во октомври има светско изненадување. И затоа мислам дека ќе биде добро ако ги споиме Гелзенкирхен и ова, но сепак не е планиран и Гелзенкирхен. И сега за што се работи? Го стартувавме тој проект. Во фаза ни е втора фаза и затоа паметно од ваша страна што ми предложивте малце да разговараме за тоа, па ајде да поразговараме. Ќе разговараме за новиот елитен клуб. Елитни клубови низ светот има колку сакате. Јас лично имав прилика во Лас Вегас да присуствувам во еден таков елитен клуб, тоа е голф клубот на Лас Вегас. Ревир се вика, во Невада е таму, во близина, не знам колку километри близу до Лас Вегас, не се сеќам негде, 780 колку беше, каде што членството е $100,000 годишно. И во тоа членство од $100,000 на вас не ви се нуди ништо, освен повластени цени кои ги користите голф терените и рестораните и нели сите услуги што ги нуди школите и така натаму тој голф клуб. Меѓутоа тоа што го плаќаат луѓето всушност не се услугите на голф клубот. Тука е нетворкот. Оти вие кога сте член во клуб кој што плаќате $100,000 годишно, ги имате сите комуникации, сите телефонски броеви, сите имејли и сите кратки биографии на бизнисите и приватните биографии на сите членови на тој елитен клуб таму, кој што е во Лас Вегас. И се која е разликата помеѓу тој елитен клуб и овој елитен клуб? За јас да бидам член и да го користам нетворкот, да се дружам, да играм голф со таквите луѓе, јас треба да отидам физички и да бидам присутен во Лас Вегас. Разликата е што нашиот елитен клуб... Are you ready to join the future world's biggest business network? To expand your business while being offered exceptional benefits. To connect with an international network. To receive the best training. To join the greatest events. To accelerate your success. Drive exotic sports cars, and to have access to exclusive parties. Get ready for the Elite Club. Exclusive pre-launch for Lycanet premium marketers only. Значи, разликата од овој елитен клуб и сите други е што овој елитен клуб е распространет на секаде во светот. Значи, ова е прв пат да имаме интернационален, кој што е глобален и кој што во сите главни градови во државите кај што ние сме присутни, вклучително и Скопје, ќе функционира. И каде и да се наоѓаат тие најелитните луѓе на планетата, тие имаат од лонч до инфраструктура и така натаму. И затоа луѓето го сакаат ова и го користат. Плюс имат пристап, знаете, нели веќе некои од вас веќе и беа на тие јахти. Сега имавме во непосредно пред короната, да, во март бевме во Монако. Баш бевме на таа јахта што ја гледате овде. Баш на таа бевме. Имаме нели супер јахти, авиони и така натаму и ние тие ги изнајмуваме на најелитните луѓе во светот. Например, тоа што го знам, кој што ми е многу интересен податок мене, во Шереметјево, во аеродромот во Москва, трошоците за 1 саат летање на овие авиони што ги гледат, тоа се нашите авиони, Иванчо леташе со еден од овие, се $3,000 на саат, аеродромски такси, пилот и се друго. И нели керозин и така натаму. Ние наплаќаме како елитен клуб од руските бизнисмени, кои што ги користат тие услуги, $15,000 на саат. И сега замислите, тоа е нето профит од $12,000 на саат. До пред короната тие беа ангажирани секој ден. И дури Хуберт викаше дека на Шереметево ни требаат 10 авиони најверојатно. Замислите колкава побарувачка има тоа. Да не зборам за Лондон, да не зборам за Њујорк, за Лос Анџелес
Нели да не зборам за Азија, за кинеските големи градови и така натаму. И сето тоа, ние кои што можеме да станеме акционери во елитниот клуб, сето тоа доаѓа во нашите джебови доколку станеме акционери, макар и со една акција. Ова што сега го гледате во позадина сликата, е сликано од куќата на Клаудија Шифер. Ние купивме, елитниот клуб ја купи таа куќа и сега веќе не е моментот заради короната, но до пред короната ја изнајмуваше постојано. И нормално постојано ќе ја изнајмува. Погледнете, 700 квадрати е таа куќа. Во Грција, што току изградивме во Солун, на 4 км од аеродромот во Солун, 800 квадрати, исто таква куќа со капацитет од 24 луѓе за тренинзи, за обуки, едукации и така натаму, кој што ќе се изнајмува. Во моментот се гради на Азорниот брег, близо помеѓу Ница и Монако, 600 квадрати куќа и така натаму ќе има низ цел свет. Тие што се VIP членови, еве јас станав VIP член на тој елитен клуб, имаат пристап до сите, до педоклубовите на Формула 1, на MotoGP, на клубовите кои што имаат, фудбалските клуби као Интер, као Рома, нашите партнери што имаат своји клубови, и вие на сите надпревари имате, условно да го кажам, wild card, и сте таму кај што е сета елита, конкретно на Формула 1, кај што се механичарите и возачите на Формула 1, вие сте таму, со нив цело време на трките. Може да зависите каков нетворк е тоа, или со каков плюс можете и своји пријатели по властени цени да ги внесете таму и така натаму. Кога ќе станете сега акционер во елитниот клуб, затоа и кажав, не сум сигурен дали е до крај на мај или до крај до јули, ќе ви го кажам тоа официјално, али сигурно е до 31 мај, може и малце покасно. Покрај тоа што станувате акционер, вие влегувате и во основачкиот круг на елитниот клуб. Значи, влегувате како основач на елитниот клуб. Самиот елитен клуб има формирано своји 4 фирми, повеќе фирми, се извинувам, или е акционер во некој од нив. Ние денеска ќе разговараме за првата фирма што ја гледате на екранот, за Exchange-от, за менувачницата, каде што елитниот клуб има 20% собственост на Exchange-от. Покрај тоа, имаме фирма Laiko Air, кој што ги менаџира авионските услуги, Laiko Ocean, што ги менаџира јахтите, имаме e-credits merchant infrastructure, тоа е нешто кој што на крај ќе ви го објаснам преку блоктрейд, самата инфраструктура на трансакциите на парите, на крај ќе го сватите тоа, е во собственост на елитниот клуб, и нели условно да кажам, елитниот клуб наплаќа патарина на финансиските текови. Сега почнавме да се занимаваме и со недвижности во тој елитниот клуб, со тоа што, кога зборам за недвижности, видовте веќе дел од проектот во слични како во Хановер, но се работи за луксузни недвижности, приватни замоци, приватни мансиони, каде што 0,1% од светското население, најбогатите 0,1% од светското население, тргуваат со такви недвижности. И замислете таму колкави се посредничките провизии и сето тоа оди во профит на елитниот клуб и замислете ако вие сте акционер во тоа. Но во интерес на времето, кога ќе збориме за елитниот клуб, ние ќе збориме само за Exchange-от сега. Сега ајде да навлеземе малце подлабоко во Exchange-от. Тоа е менувачница. Тоа е исто како да имате берза своја, бидејќи не тргуваат во нашата менувачница, бидејќи е електронска, не тргуваат само со пари, размена на валута со валута, туку тргуваат со сите берзански производи. Од продукти, не знам, злато, бака, шо и да е, нели таму, до акции, до врзници, до се и се што, но во таа електронска берза ќе се одвива, всушност, ќе видите како, и трговија на криптовалути. А сега, подоцна ќе видите како, со тие криптовалути ќе може се пазари во целата наша инфраструктура во 150 трговци. Значи, во класичната менувачница се тргува со вакви валути и електронски криптовалути. Гледате овде се Етериум прикажани, Либра, Биткоин, но сега ќе се тргува и со нашата валута, која што е интерна валута на нашиот систем и се нарекува e-кредит. И сега внимавајте, во моментот огромни суми, милиарди евра, се тргуваат на дневна основа. 6 милиарди евра минимум дневно се тргуваат само во две менувачници. Binance и Bitstamp. И се овде еден интересен податок. Binance од октомври 2020 се забранува на територија на Европа. Европа како континент збора. И сега на неизино место, всушност, ќе дојде нашата менувачница, каде што елитниот клуб е 20% собственик.
А вие имате право да бидете плюс и акционер во менувачницата. Ова, Марио Реджа мене ми го даде ова презентација као топ секрет. Зошто? И сега ќе ви кажам, Иванчо, се снима ли ова, кажи ми? Се снима, да. Епа добро, ќе видам малце поучтив повнимателен со изразувањата, ама тие што сакат додатни прашања, може да ми се јават. Зошто? Затоа што вие ќе имате можност пред да излеземе на берза, како собственици на основачот. Значи, ако станете во Founder Circle на Елитниот клуб, а Елитниот клуб е 20% основач на Exchange, имате право да добиете по интерна емисија цена на акции, која што ќе биде пониска од берзанската која ќе излезе. Толку смеам да кажам. Легално. Понатаму не смеам да зборам, нели, за ова јавно, бидејќи ова се смета за јавно зборање, а подпишав, се обврзав дека не смеам јавно да зборам за тоа додека не излеземе на берз. Такви се европските закони. И затоа овде стои, гледате, топ секрет. Океј, што е тоа што ние го имаме во моментот? Ние во моментот веќе изградивме 400.000 прифатни места кои што се прифаќа кешбек. Во моментот сме веќе 15 милиони, барем на број. Честно да си кажеме, толку не се активни потрошувачи, толку сме, затоа вика potential во заграда, гледаш, честно си кажуваме, не? 15 милиони се регистрирани членови во Cashback World, меѓутоа активни се драстично помалци. Може би 1.2 милион, не знам точно број, но како и да е, тој број постојано, полека, но сигурно расте. Јас кога се приклучив во овој бизнис, на светско ниво имаше 300.000 регистрирани потрошувачи. Сега тој број 300.000 регистрирани пораснал на 15 милиони регистрирани. Значи јасно е дека ќе дојдеме и до милиарда. Зошто? Членството е бесплатно и во 400.000 прифатни места во цел свет ни враќа пари. Зашто да немам такво членство? Зашто да немам? Да, некој мој шура ќе филозофира дека тоа не го бива. Се до моментот дека не ја протне картичката и не му се вратат кешбек. Ќе филозофира ли подоцна? Не. Затоа бројот расте. Сега, погледнете. Ние сега со тој exchange што го правиме. Ние од крајот на оваа година, значи од ноември 2020, сето тргување ќе го правиме преку менувачницата. Сето тргување ќе оди преку апликацијата и wallet и на сето тргување во тие 400.000 фирми кои ќе пазариме, ние всушност ќе одиме преку таа менувачница. И на сето тоа, исто како Visa, Mastercard, ќе наплаќаме провизија. Значи, ние сме најмодерна менувачница во историјата на човештвото, кое што не тргува само со валути, туку тргува и со криптовалути. И тоа во моментот ќе може да тргуваат во 400.000 прифатни места. А ако се интелигентни корисниците, плюс можат на тоа да добиваат и кешбек, и нови е-кредити, бидејќи шопинг планите ќе ги добиваат во форма на е-кредит активен. We live in a business environment that often only benefits large corporations and their shareholders. This structure can make it difficult for small and medium-sized businesses to succeed. A challenge that can hinder competitiveness is the payment process. Small and medium-sized businesses often have to use payment systems that are outdated, costly, and time-consuming. We believe that there is a different way. That is why we created eCredits, our blockchain-based e-money. eCredits combines euros with blockchain technology so that consumers can benefit from a safe and easy-to-use payment method. Merchants can use eCredits network to become more competitive and succeed in today's ever-changing business environment. Let's explore the eCredits world. eCredits is based on innovative blockchain technology and is open to anyone, anywhere. eCredits has many benefits. Fast and inexpensive, easy to use, fully regulated, stable and tied to the euro, always redeemable, rewards customer loyalty. To use eCredits, you need to download the eWallet app, a safe, intuitive and convenient way to make payments and manage loyalty rewards. With the eWallet app, consumers can search for local stores and special deals and pay for their purchases. And when consumers and merchants use the app, they will earn rewards. For merchants, the eWallet is a safe and easy way to accept payments in stores and online. But there's more. Complementing the eWallet app is the Partner Web app, a platform that provides merchants with reports, marketing tools, and automated services to simplify bookkeeping. This is also where merchants can turn eCredits into euros to use for day-to-day operations. Join the digital money revolution and go to eCredits.com for information, resources, and support. Together, we can transform the world of payments. Coming soon, the eWallet app. Download the eWallet app from your favorite app store. eCredits, the people's currency.
Значи, како што свативте, ова е народна валута. Зошто е народна валута? Затоа што секој може да ја користи секаде, секогаш. Лесно се користи, врзана за еврото е, и на секое користење имаш бенефиции, нели, кешбек, шопинг поени, и е целост, тоа е единствена криптовалута, запамтете го тоа, која што е целосно регулирана. Сите криптовалути се надвор од регулација. Ова е криптовалута, на блокчейн технологија функцира, а е регулирана, врзана за еврото и е комплетно легална. Ќе разговараме за тоа во додатни прашања. И сега гледайте, зошто ова уствари ние го зборим? Затоа што ние отидовме обратно од процесот на биткоин. Биткоин е една од најфантастичните работи што му се случили на светот, што се однесува до тоа колку луѓе профитираа од технологија што некој друг ја измислил. И тука не може да го криеме тоа. Меѓутоа биткоинот де факто не се прифати као валута, таа е де јуре валута. Најдете во продавница во Македонија некаде и купите нешто со биткоин, а ја викаат валута. И сега, овде, нашава, ние отидовме обратно. Не ја направивме прво валута. Прво го направивме ние инфраструктурата, прво ги направивме трговците и купувачите. И потоа во таа инфраструктура интерна валута функционира, која што функционира само во системот, кога е надвор од системот не постои. Подоцна ќе сватите зашто е тоа важно што сега ви го потенцирам. Значи ова е прва вистинска дигитална валута. Бидејќи вистински сега вие може дојдете во некој трговец, во продавница, на каса да се купите чоколадо, кафе, млеко, јогурт и да платите со валута и да добиете на тоа бенефиции и да е целосно регулирана и со банкарските трансфери и со сите законски процеси со ДДВ и така натаму. Туку ајде не должам да објасниме. За секунда се плаќа и целото плаќање внатре во системот, во нашиот систем, Cashback World, на MyWorld групацијата, ќе се одвива само со е-кредити. Зошто е тоа важно? Сега ќе сватите. Значи, во овој момент, како што кажав, ние не сме ни први, биткоин е многу помоќен од нас. Ние уште не постоиме. Допрва ќе се имплементираме во ноември. Меѓутоа, ајде да видиме дали Facebook беше првата социјална мрежа, дали Google беше првиот пребарувач, дали iPhone беше првиот телефон мобилен и Samsung, дали беа првиот смарт телефон. Не. И сега гледайте, се сеќавате на ICQ? Кај е сега ICQ? Првите ги нема, па излезе Skype, па еве сега сме на Zoom. Зошто го зборам ова? Затоа што Nokia му покажа на светот дека има потреба од мобилен телефон, но iPhone му покажа на светот како се користи мобилниот телефон. Сега, ние тврдиме дека биткоинот е Nokia-та, а е-кредитот е iPhone-от. И сега ќе ви објаснам зашто. Барем ќе се обидам да објаснам зашто. Значи, ние сме на секое тргување, се разбира дека взимаме провизија. Менувачница, на секое менување направи. Но провизија взима и Visa и Mastercard. Visa и Mastercard во просек взимаат 1,5% на секој трговец, ако вие плакате со Visa и Mastercard, а ако плакате со нашата бесплатна апликација и wallet, и ако тргуваме во нашиот систем, не само што добиваме кешбек и шопинг поени, туку на трговецот му наплаќаме 10 пати помалце на таа трансакција, 0,15% наместо 1,5%. Нас трговците ќе не промовираат. Оти не знам, ако сте трговец ќе ме разберете и ќе сватите што значи за 10 пати да ги намалите трошоците на трансакции. За 10 пати, не за 10%. За таа менувачница, тој систем се вика BlockTrade и нас не го сервисира компанија која што постои и се вика BlockTrade. Интересен куриозитет е што таа компанија води наш човек со словенечко-хрватско потекло, Лука, и јас имав прилика да се запознам со него во Мајерхофен, сега во јануари, и седнавме, разговаравме, таа беше кратка средба, 7-8 минути траеше, мене ме интересираа некои работи, го прашав дали е ова така. Интересно беше, тоа што го презентира во Битула всушност. Беше месец дена пред тоа го консултирав собственикот на BlockTrade и да вика, така е вика вистински да се презентира и вика, а дали јас имам право мојот начин на презентација да биде, твојот начин на презентација да биде мој. Знаете ова со трите кругови, јас што го објаснам. Така да сега Лука, неговиот проект го објаснува на начин на кој што јас го видов, што посебно мене ме радува затоа што вистински сме го разбрале ние тој
проект уште кога е во фаза на визија. Тука ајде да збориме во детали. Значи вака, да речеме дека некој има биткоин. Но сега кога ќе оди во Веро, во Битола, не може да пазари со биткоин. Кога ќе оди во Тинекс, со Скопје или било каде во наш трговски партнер во светот и онлайн и офлайн, он не може да пазари со биткоин. Сега, ако си ја даунлодира и wallet, секој оној кој што има биткоин, он што може да направи? Автоматски, кога пазари во Веро, и ако сметката му е да речеме 1000 денари, он автоматски клика дека ќе купи со биткоин во позади на апликацијата, бидејќи сме поврзани со блокчейн технологија, со берзите, автоматски он всушност продава биткоин и во тој момент он добива валута, да речеме долар. И потоа во позадина системот продава долар и купува што? Е-кредит. И тој на Веро има чувство дека му плаќа со биткоин, а еве го, тргува со долар, и на таа трансакција ние наплаќаме блок трейд, наплаќа 0,15%. Потоа ако од долар треба да си тргува, тоа е само ако направи менување. Ако замени биткоин за долар или обратно, добива 0,15, може и да размени. Но ако пазари, се случуваат две трансакции. Втората трансакција е долар со е-кредит. Нови 0,15. Во првиот случај 0,15 да чарджам купецот, но тоа него не го интересира, затоа што он ќе добие потоа најмалце 1%, ако не и повеќе, кешбек. Значи он е во ќар, а и трговецот е во ќар, затоа што 10 пати му се намалува таа трансакција во споредба со тоа како до сега наплаќа преку Visa и Mastercard. И има неверојатна вин-вин ситуација. Па некој ќе тргува евро за Етериум. 0,15 провизија. Потенцирам, во просек 6 милиарди евра на ден се тргуваат криптовалути со валути во моментот во светот. Само преку два провайдери, преку Binance и Bitstamp. И пак потенцирам, Binance е појак, но Binance се затвара на територија на Европа во моментот кога ние се отвараме. Ја изгуби лиценцата. На CNN Money имавме два прилози за тоа, ќе се обиде вашиот препорачател да ве ги препрати тие за да ги гледате. Сега, ние сме само 15 милиони членови, кажавме. Од кои што активни дали сме милион. Искрено не го знам бројот, ама малку, што се 15 милиони членови за светската. Но собственици на биткоин, на Етериум и воопшто на криптовалути во моментот се преку 250 милиони физички лица. И сега погледнете овој слайд, јас најмногу го сакам и со овој слайд јас разбрав што е овој проект. Ние имаме инфраструктура на 400.000 прифатни места во низ цел свет. Тие луѓе што имаат било каква валута, вклучително и нашата. А ако си даунлодират и wallet, треба само да го даунлодират, бесплатен е. Можат да тргуваат, да пазарат со биткоин во Веро. Да пијат кафе во Тренд. И да не набројувам, нели банално е, да букираат на Booking, на AliExpress да пазарат. Сите наши партнери, онлайн и офлайн, секаде во свет. И на секоја трансакција, 0,15% провизија останува за блок трейд. И ако вие сте акционери во елитниот клуб, елитниот клуб е 20% акционер во блок трейд. Но како акционер во елитниот клуб, вие како физичко лице имате сега привилегија пред да излезат токените, акциите на блок трейд на берза, на слободно тргување, да добиете по интерна распредел, интерна емисија на акции, цена по акција по привилегирани цени, затоа што сте дел од основачите. Затоа што сте влегле во Founder Circle на елитниот клуб. Тоа не е тешко да се разбере. И сега внимавајте. Со Етериум, со биткоин, од еден момент од 15 милиони луѓе, ние стануваме 200 милиони. Ние, јас се шалам така, нели за илустративно кажам као Крушевскиот манифест, ние на сите тие 200 милиони луѓе викаме елате браќа, заедно да се ослободиме од тиранијата. Која е тиранијата? Па банките и кредитните картички и дебитните картички. Зошто? Затоа што во секоја трансакција учествуваат со 1,5%. Кој плаќа на крај таа цена? Па крајниот купец. А сега со нашиот систем обратно. Ем ние добиваме кешбек, ем шопинг поени добиваме, сега добиваме е-кредити наместо шопинг поени со овој систем. Мајнингот станува шопинг. Биткоин троши струја, како цела данска економија на ден што троши струја. Сега тој мајнинг се заменува за шопинг, стануваме одеднаш еколошка валута. Има покритие од 65 денари секој е-кредит.
Биткоинот нема покритие, тоа е обична струја. И се користи во 400.000 прифатни места, биткоинот не се користи, така речи, нигде. И сега, кога ова ќе го разберете, јасно ви е кај сте легувате. И сега шлагот може би на тоа, што е? Тие 250 милиони луѓе немат кешбек картичка. Ама бидејќи во наши трговци пазарат преку наш систем, трговецот по автоматизам на нив што им дава? Кешбек и шопинг поен. А тие бидејќи не се членови, као да тие пари? Мал дел во MyWorld, а најголемиот дел во облаците. Ало, вие ще имате Enterprise Cloud, ще имате Infinity, а особено ще имате сега во MyEX облаци, кај што се всушност Infinity облаци и плюс од кириите во Хановер, тоа сега нема да го објаснам. Дали разбирате дека кога тие луѓе пазарат пари ќе доаѓаат кај вас? И сега размислете малце математички. Ако Visa и Mastercard се гигантски бизниси со 1,5% наплат, ние немаме ниту една фирма што дава под 1,5%. Обично за храна и за гориво се 1,5%. Најниската стапка кај нас е 1,5% за купецот. А имаме и до 15%. Еве, јас сега се осигурав 4+4. Колата се осигурав денес. И сега размислете што зборам се. Огромни суми пари во форма на кешбек ќе од во облаците од тие луѓе. А посебно ако вие лично ги познавате луѓето што имаат биткоини или било каква друга криптовалута, кои ви брани да си ги зачените кај ваша мрежа, па кај вас да доаѓаат тие бенефиции и кај нив. Дали сваќате сега за каков потенцијал се работи? Дали разбирате за какви билиарди евра овде разговара? И дали сваќате зашто е сега нормално и ванџа да се води со приватен авион? Ај сега да продолжиме понатаму. Таа трансакција се одвива во 1 секунда софтверски преку блокчейн технологија поврзана со сите берзи и кај трговецот парите во кеш, во локална валута, легнуваат веднаш на жиро, исто како ако сте платили со Visa и Mastercard. Нема разлика. Со тоа што бенефициите сега не одат во банките и во Visa, одат во народот. И затоа ние крстивме таа валута the people's currency, народна валута. И сега дали разбирате за каков потенцијал разговарам? Не само 15 милиони наши членови, туку и 250 милиони собственици на биткоин и ќе ми извидите на израз, на шала ќе го кажем, тоа не ме сваќајте грубо, и сите други шиткоини што котираат на берза. Мислам дека сватите зашто баш тој термин се ја го употребив. Секоја размена, секој exchange 0,15 оди во блок трейд, а дивидендите од акционерите ќе се делат месечно. Зашто? Оди тоа е cash flow бизнис. И веднаш се одвива трансакцијата и веднаш се наплаќаат парите. Немаше да се чека завршна сметка во февруари, па акционерско собрание да донесе одлука за делење на дивиденда, бидејќи овде всушност и немате ниту трошоци, ниту пресметки. Се одвива онлайн реал тајм. Еве ги Binance и Bitstamp, 3,5 милиарди евра е обртот просечен на Binance, со тоа што имаше денови, тука Климпер ќе го замолам да ми помогне ако ја памти информацијата. Јас знам дека скоро беше пред короната или за време на короната, во еден ден 100 милиарди евра се свртеа на Binance. Во еден ден, ало. Во јануари. Заедно го гледавме тој податок. Во јануари беше, во јануари. Така беше, 100 милиарди беше, не? Така, во еден ден. Во еден ден. Сега, ќе направиме тука и мала симулација. Пак потенцирам, Binance престанува да работи на територија на Европа од октомври 2020. И ние, буквално ние, нашиот блок трейд го зазема неговото место. Ајде да земеме мал пример. Binance функционира само и Bitstamp само на размена на валути. Поименувачница на валути. Ние ќе сме валути, акции, сите берзански производи и сега пазите, шопингот. Нашиот шопинг. И сега, ако на сето тоа 1 милиарда е нашиот бруто обрт на ден, а пази шопинг на стотици милиони луѓе за лепи млеко збор. Па само шопингот ки е неколку милиарди. Еве размислете. Ако е 1 милиарда на ден, значи ова е песимистичко, по-песимистичко сценарио здравје. Со 0,15% провизија на секоја трансакција, ние имаме нето профит од 1,5 милион евра за блок трейд на ден. На ден. Па 500.000 евра нека е на ден трошоци, мајко му. Не знам зошто, ама има нели песимистички сценарија, шо прават? Ги зголемуваат трошоците до небо, а ги намалуваат приходите на минимум. Па 500 милиона, 500.000 евра на ден да се трошоци. Ние имаме нето профит на ден од 1 милион евра. Бидејќи тргувањето се случува 24/7, тоа се 365 милиони евра годишен нето профит. Пазите, не зборам за нето обрт, зборам за нето профит.
И тоа со напумпани трошоци. И сега внимавајте. Ако сте акционер во таа компанија, ќе добивате од ова или не? Ќе има за акционерите или не? Затоа, бидејќи е ликвиден бизнисот, на месечно ниво ќе наплаќа дивиденда секој акционер. Се прашањето е како ние од тоа да заработуваме пари. Прашањето е како. Нема да се оди со IPO, сега нема да не бидам многу стручен во емисијата на акции, тук ќе се оди со STO. Која е разликата помеѓу Security Token Offering и Initial Public Offering? Малце сега теоретски. Кога е IPO емисијата, самиот собственик ја определува цената на акцијата. И самиот собственик секојаш оди со пумпање на цената, за да привлече капитал од акционерите. Сега ние имаме STO, Security Token Offering. Што значи тоа? Екстерно регулаторно тело, државно. Доаѓа, ви врши евалуација, ви врши одитинг и тоа тело ја определува вашата стартна цена на берза, а не ти. И тоа тело гарантира дека доколку не дојде до драматични промени на пазарот, многу веројатно е дека акцијата ќе оди нагоре или ќе стагнира, но нема да оди надолу. Освен ако не се случи нешто, не знам, во ресторански бизнис корона. На тоа, од такви екстерни фактори се оградува таа комисија. Нормално е тоа. Меѓутоа, во услови да не дојде до драстична промена, STO-то го обезбедува, го става на безбедна страна акционерот. Ние одиме со Security Token Offering. Плюс, токен значи електронска акција, тоа значи дека е достапна за тргување во сите берзи во светот. А во IPO јас морам додам преку брокер и морам локално да ги барам. Кога не е STO, македонска фирма, ако е на IPO, купците ќе бидат само од Македонија. Но кога е STO, таа котира на сите берзи. Чисто на кратко, сега најпросто кажа. Значи, ние одиме преку Security Token Offering. Сега да не објаснам, тоа е исто као акција. Токен е еднакво на акција, само што е електронска, има други предности. Али ќе го скокнам тој дел, бидејќи сега Google знае се, само напишете на Google what is token offering, what is STO, или разлика помеѓу STO и IPO, за сега да не губиме време, и за 5 минути ќе си разберете за што правиме муавет. И сега внимавајте. Тоа регулаторно тело, како бизнес идеја, како инфраструктура што ние веќе ја имаме, како софтверското решение на блоктрейд, софтверското решение на валутата наша, нели? Веќе сме евалуирани. Кога почнавме интерно да ги купуваме првите акции, кога се одреди собственичката структура, кога се одреди 20% на елит клуб и така натаму и така натаму. Цената ја оформија на цирка приближно 2 евра стартна цена по акција. И за тие што беа early birds, тоа веќе заврши, гледате овде, има иницијална интерна цена по акција за основачите на елитниот клуб 0,1 евро. Тоа е неверојатна привилегија. Но тоа што сакам да ви кажам, тие што ќе влезат во Founder Circle, ќе добијат, грубо кажано, 50% пониска цена од стартната цена на берза. Ало, да повторам, 50% пониска цена од стартната цена на берза. Ако ме разбравте, тоа значи ако влезете со $1, теоретски, кога ќе излеземе на берза, ќе добиете 2. Да повторам. Нормално тука има квоти со колку може да влезете, но со колку повеќе влезете, толку повеќе сте во ќар. Јас ќе ви кажам јас со колку влегов. Со 400.000 токени. Знаете ли зашто баш со толку? Затоа што не можев заради квотата да влезам со повеќе. Сега кога ме прашувате Зоки вреди или не, го препорачуваш или не, прво видите што сум направил. И ако сум станал VIP член во Founder Circle на елитниот клуб и 400.000 токени сум резервирал по привилегирана цена пред да излезе на берза, по интерна емисија, вие потоа определите зашто тоа го прави. Чисто колку да информирам. Вкупната емисија е 400 милиони евра. Но од тоа, само еден дел ќе се одвои за 10% од сите ќе се одвојат за нас. За привилегираните луѓе кои што сме премиум членови и кои што имаме барем една акција во елитниот клуб. За да бидеш дел од тоа, ти треба да имаш минимум една акција во елитниот клуб. Во прва фаза влегуваат така наречените early birds. Тие што влеговме. Добивме квоти. Од февруари до 31 мај. Искрено се надам да ќе биде до 31 јули.
ама еве да речеме дека е 31 мај. Тоа ќе го проверам, ви ја должам таа информација, ви кажа. Вие веќе не можете да добиете по 0,1, нормално тоа помена, но сега имате право да добиете по двојно пониска цена од стартната цена. Искористете таа можност, за да го добиете тоа како привилегија. Едини услов е да имаш барем една акција во елитниот клуб, да си влезем во Founder Circle. Кога си акционер во елитниот клуб, макар со една акција, влегувате, ако пред тој датум влезете во оснивачкиот круг, 48 месеци елитниот клуб нема да исплаќа дивиденди. За разлика од менувачницата, кои што месец за месец ќе исплаќа дивиденди. Затоа што овде ќе се реинвестираат, уште авиони ќе се купуваат, уште ќе се купуваат спортски возила, лонџови ќе се градат низ многу градови низ светот и така натаму. После 48 месеци ние добиваме дивиденди и од акциите во елитниот клуб. Но преку акциите во елитниот клуб ние имаме привилегија да бидеме први во купување на токени по привилегирана цена. Најважно е да разберете дека првите акционери до 31 мај условно кажав, ајде да речеме дека до 31 мај, вие сте основачи на елитниот клуб. А елитниот клуб, пак по пети пат потенцирам, 20% е собственик на менувачницата BlockTrade. Значи, само по себе, тоа е неверојатно. И како такви влегувате во програмата на привилегирани емисии на акции по привилегирани цени, пред да излезе на берза. Значи, имаме 3 членства во елитниот клуб и на 3 начини може да се купат акции. Едната акција е 5500 евро во елитниот клуб. Една акција е 5500. Ако купите една акција, или ако купите 3 или 10, јас купив 10, вие имате право потоа пропорционално толку и толку квоти максимум да купите акции во BlockTrade. Нормално тоа е максимум како ваше право, но јас себично се надам дека нема да го искористите максимумот. Зошто? Оти ние што добивме квоти, ги искористивме до максимум, но сега вие имате пак квоти по привилегирана цена. Вие ќе продадете на акција ограничен, мора да има квоти за повеќе луѓе да ги добијат. Но некој од вас ќе добие квота да купи, да кажеме, 10.000, 100.000, не знам колку, зависи со кои акции ќе влезете овде, токени во BlockTrade, но нема да ги искористи сите. Остатокот пак ќе добиеме право ние да си ги купиме кои што сакаме да купуваме оште. Уште не има и такви, нели, кои што викам јас, ние секој сме ненормални, ама затоа па и се заработува во овој бизнес ненормално. Ова е накратко. Искористете го тајмингот, оти после 31 мај или евентуално 31 јули, ќе го проверам тоа, вие може да имате акции, но немате право за привилегирани токени, привилегирана цена на токените и немате право да бидете во Founder Circle, во оснивачите на елитниот клуб. Оти само додека се основа елитниот клуб, вие може да влезете во оснивач. Еднаш кога ќе влезете како оснивач на елитниот клуб, вие сте вечно, додека имате макар и една акција таму, вие сте вечно во оснивачите на елитниот клуб. Не треба да потенцирам, акциите и токените одат постојано, како се вика ова, се на берза и очекуваме исто така цената да им расте, особено на токените. Зошто очекуваме цената на токените да расте? Па еве колку е просто. Ако со оваа симулација е 1.000.000 евра нето профит на ден и ако се делат дивиденди на месечно ниво, не е ли логично таквата цена на акцијата да расте, на токените? Колку за илустрација, тој слайд го скокнав, колку за илустрација, Binance за 25 пати му порасна за последните 3 години акцијата. 25 пати. Така да ако јас сега купам по привилегирана цена 400.000 токени, теоретски јас имам можност да ги продам веднаш. Доколку ние веднаш ги продаеме, ќе заработиме, бидејќи нели по најмалце дупла цена е стартната цена на берза. Меѓутоа, зошто јас тоа нема да го направам? Затоа што на среден и на долг рок секако бројот на луѓето што ќе тргуваат преку екченџот, како што дознаваат тие 250 милиони собственици на криптовалути, дека сега со биткоин може да пазари во 400.000 прифатни места во светот. Booking, Kiwi, AliExpress, Walmart во Америка, ќе дојде до експлозија од шопинг. И колку повеќе расте шопингот, расте профитот. Колку повеќе расте профитот на BlockTrade токените, толку повеќе расте цената на токените.
а во исто време месечно плюс си добиваш и дивиденд. Затоа не ви предлагам, барем во првите 5 години, да размислувате за продажба на токените. Но, теоретски, да, имате потполно право. Тоа е слободно тргување кое ќе излеземе сега во ноември на берза 2020, вие слободно може да ги продавате. Јас имав толку. Ризик во ова е да не се влезе. Друг ризик нема. Зошто? Затоа што акциите на елитниот клуб ќе овозможуваат да бидете и основач на елитниот клуб, гледате каква инфраструктура гради елитниот клуб, гледате дека он е 25% собственик на ова, плюс како собственик на блоктрейд, од шопингот заработувате, моје предвидување е дека ние на среден рок ќе ги исфрлиме од игра као непотребни Visa и Mastercard. Тоа не е наш целта. Нека работат и тие, ние немаме против никој ништо. Но логично ми е трговците нас да не промовираат отколку нив. Оти 10 пати им се намалуваат трошоците за трансакции. Тоа е огромна ставка за секој трговец. Замислите едно Веро во Скопје издава неколку десетина илјади фискални сметки дневно. На тие неколку десетини илјади фискални сметки дневно, ако ние купуваме со Visa и Mastercard, а 90% купуваме со картички, 1,5% од бруто обртот оди таму. Се замислите ако на Веро, а тука е и Tinex, тука се Granap, тука се сите трговци, ако му успееме да му ги намалиме за 10 пати тие трошци, па тие ќе не промовираат нас. И како што не промовираат, тие ќарат и ние како акционери ќариме. Затоа е на време, му честитам на Иванчо, јас малце под еуфорија на Enterprise X го подзаборавивме елитниот клуб, да бидам искрен малци од себични причини, бидејќи јас се позиционирав и престанав да мислам на тоа, признавам. Меѓутоа се уште тие што сте премиум членови, а не сте во елитниот клуб, влезете макар со една акција и потоа со колку имате можност влезете со привилегирани цени во токените. Овде може само да ќарите, дури и на краток рок, а да не зборам за среда. Иванчо, не знам дали бев преопширен, прекраток, јасен, нејасен.